Државниот инспекторат за локална самоуправа донесе решение со кое се запира примената на одлуката за преотстапување на хотелскиот комплекс во Горно Врановци, имот кој Советот на општина Велес неодамна реши да и го поклони на Чашка. Од инспекторатот, постапувајќи по претставка поднесена од советничката група на СДСМ, посочуваа дека е прекашен член 66 од Законот за локална самоуправа и член 61 од Деловникот за работа на Советот. Решението на надлежните во Министерството за локална самоуправа сега треба да го разгледа Уставниот суд и да ја донесе конечната одлука. Во меѓувреме, општина Чашка го понуди хотелот на продажба. Во понеделник треба да има устно јавно надавање. Од СДСМ реагираат, сметаа дека постапката треба веднаш да се запре. Да не ги лаже ѓаволот, ни случајно да го продадат хотелот во Врановци и со тоа да направат голема штета. И веднаш да го поништат огласот за продажба, бидејќи хотелот во Врановци согласно запирањето на одлуката е повторно имот на Велес и на Велешани. Од СДСМ се сомневаат во намерите за преостапувањето на хотелот. Тие сметаат дека ако тој се продава, многу попаметно е тоа да го направи општина Велес наместо да го поклонува. Не можеше ли општина Велес да го продаде хотелот во Врановци за половина милион евра, па го даде на поклон на општина Чашка, Чашка да го продава или мотивот им беше сосема друг? Господа советници од ДПМН, се сеќавате ли дека на почетокот на вашиот мандат дадовте и подпишавте свечена изјава дека ќе работите совесно и ќе ги почитувате Уставот, законот, прописите на Советот и дека ќе го штитите уставниот поредок? Од опозицијата вела дека се уште е нејасно зошто Државниот инспекторат за локална самоуправа укажува дека го немаат добиено службениот гласник со одлуките на Советот, а градоначалникот им ги доставил прописите за одлуката уште во месец јули. Мируваат проектите за чистење на Велешката почва. Отстранете и се розите кои пред 2 години беа засадени во градскиот парк. Поради негова реконструкција овие растенија се извадени. Комуналното дервен побарало растенијата да ги отстрани, а по целосната реконструкција на паркот ветило дека повторно ќе ги засади. Доколку се сочуваат и розите, доколку не претрпат оштетување, дека се согласуваме да се најде соодветна локација, меѓутоа врз основа на што јас го имам информација, розите ќе бидат правилно сочувани ова лето и во текот најверојатно на касната есен повторно ќе бидат насадени. Пропадна и проектот за чистење на почвата со маслодајна репка. Поради сушата оваа култура не успеа во Велешкото поле. Неизвестно е дали во иднина ќе се повтори проектот. Ќе почекаме или подобри години, или ќе мораме да одиме во нова солуција, да се обезбеди редовно наводнување на она што ќе се насади, затоа што од моментот кога ние насадивме до мај месец не е забрана една капка дожд. Ако во Паноније 30% од производството им падна, што очекуваме за нашата репка, за жал ќе мора да почекаме некои подождливи времиња. Се чисти Велешката почва поради огромната загаденост со тешки метали. Оловото и кадмиумот ги има 100 пати повеќе над дозволените граници. Пожарите во Велешко и денеска активни. Втор ден гори во атарите на селата Сълп и Подлес. Според последните податоци од Центарот за управување со кризи, пожарот кој избувна кај селото Подлес се шири кон Крнино и Попадија. Ветерот им е главниот противник на 10-мината лица ангажирани од шумското стопанство за да го локализираат и изгаснат огнот, кој досега зафатил сува трева и смрека. Нискостеблеста шума втор ден гори во атарот на село Сълп. Пожарот се шири кон Бузалково. И овде шумското стопанство Бабуна има ангажирано 10 лица да се справат со огнот. И покри тоа што двата пожари се активни 2 дена, сепак првичните проценки се дека штетите се мали, затоа што огнот нема зафатено висока шума или објекти. Во историското Горно Врановци денеска беше отворено новото училиште. Новата училишна зграда во која ќе учат 25 ученици располага со 2 училници, канцеларии и простории за престој на двајцата наставници. Наставата од 1 до 5 одделение ќе се изведува на албански јазик. За изградбата на новото училиште се потрошени 5 милиони денари, од кои 3 милиони од Министерството за образование и 2 од општина Чашка.
а наставата на учениците се одвиваше во една мала барака во несоодветни услови. Токму затоа изградбата на ова училиште од уште поголемо значење и представува дел од заложбите на владата на Република Македонија, на Министерството за образование и наука за обезбедување на услови за работа на сите училишта во Република Македонија, кои ќе бидат не само од соодветен карактер во Македонија, туку ќе бидат изградени по сите европски и светски стандарди. Мислам дека можеме да се пофалиме не само како рурална средина, него и да им конкурираме на урбаните средини. И се надевам дека целта, како што многу пати сум кажал во разговорите со вас од медиумите, дека целта е во руралните средини да се прават убави работи, со тоа нашите жители ќе останат во населените места, не ќе мораат да се селуваат како што било тоа во 70-тите, колку ќе ги правиме подобри условите, сигурно и тие ќе не само што ќе остануваат тука, ќе ги завршуваат факултетите, ќе се враќаат во нашата општина, каде што имаме потреба од многу наставници. Новото училиште зафаќа површина од 120 метри квадратни. На свеченото отворање присуствуваа заменик министерот за образование Сафет Незири, жители од Горно Врановци и околните села. Се поскап станува животот. Статистика пресметува зголемување на животните трошоци. Во месец август граѓаните плаќале за 1,5% повеќе за производите и услугите во однос на јули. Споредбено со август од минатата година, животот е поскап за цели 3,7%. Најголем пораст на трошоците за живот во изминатиот месец имало во групите домување, вода, електрика, горива, транспорт, здравје и храна. Овие производи поскапеле просечно близу 4%. Намалување е забележано во групите рекреација, култура, облека, обувки, мебел. Тие се просечно намалени за 0,2%. На исто ниво останале индексите во групите комуникација и образование. Фудбалерките на Борец не успеаа да надоградат стартната победа и да ги стигнат колегите од машкиот тим. Во второто коло од првата женска фудбалска лига, Борец загуби на гостувањето кај екипата на Единство со минимални 1:0. Надпреварот можеше да има и друг епилог, доколку велешанки беа поконцентрирани и во гол ги претворија шансите кои ги имаа на средбата. Поразот сепак не треба да биде причина екипата да го загуби моралот. Вистинската борба за трофеите во сезоната допрва почнува. Во корист на Борец му одат уште неколку неочекувани резултати и порази на фаворизираните екипи. Нови 3 бода од фудбалерките се очекува во наредното трето коло, кога Борец на домашен терен ја пречекува екипата на Аст Юнајтед.